Марија веќе ја гледаме. Таа е на лице место со почитуваниот психолог, наша добра соработничка, би рекла и во оваа 2025 година. Господјата Мирјана Јовановска-Стојановска ќе зборуваат за тоа како да се градат здрави семејни односи. Велиме, периодот кој што ни следува е период на празници, период во кој што треба да бидеме со семејството, па понекогаш и размрданите односи знаат да бидат подобрени кога сме во кругот на луѓето кои што се дел од поблиското и пошироко семејство. Но совет плюс на оваа тема ќе добиеме и од следниот разговор. Марија повели. Така е, секогаш можеме да слушнеме добри совети од мојата денешна гостинка, па тукму по тој повод решивме и да говориме на денешната тема, односно како да изградиме здрави семејни односи, но исто така најважно од се и како да ги одржуваме истите. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, психолог Мирјана Јовановска-Стојановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро на вас. Напомена во најавата дека важно е да ги одржиме тие односи, здрави семејни односи, не само да ги изградиме. Како оди целиот тој процес од психолошки аспект? Процесот е многу сложен, многу бара давање, размислување, контролирање. Никој од нас не поминува курс за такво нешто и не знам колку долго би траел курсот. Да научиме како да комуницираме, да работиме на себе, да видиме зашто ние сме во таа врска, кои се нашите потреби, да знаеме зашто партнерот е тука, партнерката и што таму. Значи, да набројувам, тоа се многу елементи кои се важни за тоа да постои добар семеен однос и да се одржи тој однос. Ама ние немаме нити курсеви, нити имаме нешто што ќе не учи. Читаме по интернет, ама таму си пишал секој како што си мисли од своја гледна точка, си напишал теорија и ни останува единствено да се сакаме, затоа што кога ќе помислиме на тоа, што сакам да направам или што сакам да речам, да ми дојде идејата дека јас тие луѓе околу мене ги сакам, дека ми се многу битни. Тогаш решенијата што ќе ги донесувам, начинот на кој што ќе комуницирам со нив, ќе добие некоја нота која ќе биде исполнета со љубов и со прифаќање, разбирање, зашто љубовта не е само да си кажеме едни на други те сакам, него таа значи некоја содржина после тоа. Како што реков, јас те разбирам, јас те прифаќам, јас сум тука за тебе, те поддржувам. И ако мислиме на тоа, во тој начин, ќе добиеме некои позитивни резултати. Како и да е, нешто ќе излезе, нешто ќе се појави така осветлено, задоено со таа љубов и со сите тие елементи што ја содржи љубовта. Толеранцијата, добриот начин на разговарање, зашто често пати, например, многу семејства кои доаѓаат парови да имаат некој проблем, најголемиот проблем е во комуникацијата, начинот на кој што зборуваат. Обично паровите не се гледаат меѓу себе, си ги гледаат своите очекувања, односно како да меѓу нив има некое двострано огледало и едниот си се гледа себе си, другиот си се гледа себе си. Не постои вистинска комуникација. Обично кога започнува таа комуникација, тогаш и некако работите почнуваат да доаѓаат на свое место. Затоа што ако влегле во брак, ако се заедно и живеат заедно, поставиле некои заеднички цели, создале нешто заедничко, има нешто за што нив им е битно и не е доволно да го видат тоа само од својата страна, него треба да го видат од страната на партнерот. Децата се продукт што е нешто што ние свесно посакуваме, да е тука, да ги создадеме, да се грижиме за нив, да ги пораснеме. И со децата исто. Кога треба нешто да им кажеме и кога стварно многу не нервираат или кога не излегува онака како ние што сме си замислиле, секогаш на ум да го имаме тоа, колку ги сакаме и колку ни се важни. Да. Еве, дека ги напоменавте децата, сакам да прашам колку таа комуникација, која што е најважна во еден однос, треба да се прилагоди доколку имаме деца на различна возраст? Па тоа е една цела уметност, како ќе се ракува со сето тоа и како со сето тоа ќе го
ќе успееме да го доведеме до некоја подносливост и некоја не само подносливост, него и да се создаде услови да често пати во домот има и радост и задоволство и луѓето од време на време да се чувствуваат среќни, не само проблеми. Значи, тоа би требало да бидат, не знам, исто така тренинзи, луѓето можеби не би требало да завршуваат факултети само заради некоја професија да добијат, него и еден факултет како да основаат семејство, како да направат една заедница во која што или партнерски релации во која они ќе можат да ги задоволат поголемиот дел од своите потреби и желби и себе си да се реализираат, да пораснат, да се развиваат. И вака само кога се набројува, мене веднаш ми звучи нешто што е навистина сложено, големо, ама ако имаме желба, имаме добри намери, секој на свој начин ќе успее да го оствари тоа. Сложено и за разговор, има многу аспекти кои што треба да се уфатат, па јас гледам некако од се по нешто да прашам. Пред самиот крај сакам да прашам и што всушност значи овој празничен период за децата кои што се од семејство со разделени родители. Која е вашата порака до нив? Прво, мојата порака е до тие деца дека нивните родители се развеле, зашто не келе да бидат, не знам од која причина, заедно, различни. Ама во најголем број случаи или во 100% да кажам, родителите не се разведуваат од своите деца. Значи, они без разлика колку ги исполнуваат своите обврски или одговорности кои ги имаат, они секогаш ќе им бидат родители. Значи, ние не можеме во весник да пишеме се откажувам од моето родителство, ама вистински не можеме, затоа што секогаш ќе бидат родители на тие деца. Би било добро, сега децата се во нешто што е од едниот и од другиот родител, нели? Некаде се во средина и како ластичиња едното влече навака, другото натака, а не е лесно сигурно да се одживе, особено ако родителите им треба малце помош да се средат и така. Тешко да му се даде совет на дете, а да не бидат вклучени и тие двајцата затоа што многу работи што би можела да ги советувам, а не ќе можат они сами да ги исполнат. Ќе треба да некој од родителите да биде вклучен во тоа, за да може да сега зависно колку се мали децата, дали се на 5-6 години, 7 години, дали 12 или се веќе 16-17. Во секој случај, јас мислам дека родителите ги сакаат, се случило да не сакаат повеќе да живеат заедно, ама тоа не значи дека нив не ги сакаат и дека сигурно се посакувани, сакани и ќе им мислат најдобро што можат. И може би било убаво овие празници што доаѓаат да децата може би да им спомнат на родителите за љубовта што ја има меѓу нив и да пробат да се сакаат најмногу што може. Благодарам за одвоеното време и за сите овие совети кои што можеа да ги слушнат нашите гледачи. Да, ви благодарам и вас овака убаво на празнични теми да разговараме. Благодарам уште еднаш. Тоа беше психолог Мирјана Јовановска-Стојановска. Говоревме на важна тема од семеен аспект, односно како да одржиме здрави семејни односи, но исто така како и да ги изградиме и одржуваме истовремено.